Добар ден, ве поздравам на обележувањето на 148 години од раѓањето на Гоце Делчев. И треба тоа така да го направиме со оглед дека како држава се поднасмеав си ги од колегите во позадина и ги поздравувам, бидејќи тоа се историчари. И од музејот, и од архивот ги гледам и од факултетот, помалку не има од институтот, но колку сме, доволно е. Во секој случај зборот ми беше да кажам дека во овој период на 75 години самостојна македонска држава, во секој случај државата имаше своја наука, науката ги откриваше сите потребни елементи за восстановување и зацврстување на македонскиот историски, национален, државен идентитет. Книгата ја земав за да ви ја покажам. Овдека се собрани рефератите на сите учесници денеска. Со оглед дека имам 10 минути на располагање, јас само ќе ви прочитам еден мал дел од мојата тема Гоце Делчев во македонското револуционерно наследство, а поголемите теми, содржини, размислувања ќе ги имате во овој зборник, кој што организаторот, морам да признам, прилично навремено тоа го направи и прилично амбициозно и сметам дека така треба да се работи, но не ете ваков еден ентузијастички организатор, тоа би требало да го прави државата. Би требало да биде македонската држава, сега јас не знам која држава. Јас се заставувам за таа македонската, она основската, како што беа ставени на 2 август. Одредбите како треба да биде македонската држава. Како што спомнав, Гоце Делчев во македонското револуционерно наследство и веднаш да кажам дека тој се представува како идејник, организатор, агитатор, војвода, масовик, револуционер од балкански размери. Тој е представник на македонската национална интелигенција, авангарда, чија основна задача била изведување на морална и политичка револуција во конкретното историско време. Не е ли чудо еден од членовите на дружината во која што членуваат Вапцаров, Поле Неделковски, Рацин, Коста Веселинов во својот есеј кој што го насловува Гоце Делчев, изразител на македонската национална борба, уште во 1940 година, запишал: и македонскиот народ во епохата на своето национално оформување извади од својата средина еден таков национален херој, Гоце Делчев, кој целиот свој живот се бореше за слобода и независност на Македонија и со својата крв ги циментира основите на македонската ослободителна борба. Битно обележје на Делчевата револуционерна активност е доследноста во борбата за самостојност и за независна македонска држава. Или, како што тој пишува во едно свое писмо, Слободна држава, до која ќе се стигне преку внатрешно востание. Во писмото воедно ги искажува основните принципи на кои треба да се гради македонската револуција. Македонија се развива систематски и треба да се отвие една систематска агитација за едно општо внатрешно востание, која има земено големи размери и нема каче во Македонија што не е опфатено, затоа е должност на секој родолюбец да помогне колку што може повеќе. Тој инсистира на длабока преобразба во останлиската општествена сцена, настојувајќи да се постигне духовен и образовен препород на македонскиот народ и секако високите вредности на една човечка личност. Во ова смисла и неговото размислување, моралната револуција, револуцијата во умот, срцето и душата на еден робски народ е најголема задача. Јас само ќе посветам внимание на она што деновиве е актуелно, односно зошто се експлоатира бугарскиот атрибут од страна на соседната политичка структура, затоа што сепак научната на нашата соседна држава има и други размисли, доколку се држи до занаетот на научноста. Во 1872 година, кога Гоце Делчев се родил во Куркуш, веќе екзистира една нова црковна институција во османлиската држава,
а османската држава е теократска држава која што признава верски заедници и не признава никакви други заедници во своето уредување и управување. Таа се разликува од државите во Западна Европа. Ова црква требала, значи, да биде еден вид антипод на патриаршијата, односно која што улитува грчка култура. Како што спомнав, Кугуш 1872 година постои новоформирана црковна институција во османската држава, тоа е бугарската екзархија, амбициозно настапува на македонскиот терен, посегајќи по автономноста на црковно-училишните општини, единствените јадра на демократскиот живот на македонскиот човек, нивното завладување и бугарско маркирање. Иако уште во јуни 1870 година, што значи 4 месеци по незиното основање, веќе доаѓаат написи од страна на македонските активисти, кои што честопати зборуваат за прашање македонски, односно за македонска различност во аспект на народност, јазик и црква, односно Охридска архиепископија. Затоа овде е моментот накратко да се задржиме на присуството на бугарскиот атрибут во актуелната терминологија и во преписката на Делчев, односно бугари, бугарски народ. Овие термини го имаат своето одредено значење само во конкретното време и простор, односно 19 век и почетокот на 20 век во османската држава. Доколку би било поинаку, а за жал такви примери има, тоа би било, како што вели современиот филозоф Квентин Скинер, парахиерархиализам, односно вредносен систем на една култура, традиција, разбирање, социјални процеси да се смета за основно мерило на вредноста, односно структурата на друга култура, традиција, разбирање и општествена структура. На тој начин процесите можат лесно да се извадат од контекст на историското време. Поедноставно, поимањето за национален идентитет или степенот на националната свест, согласно од аспект на денешницата, се поставува како основен мерен инструмент со кој се определува степенот на националната свест на нашите предци во 19 век. Доколку повеќе со оглед на тоа што османската општественост, како што ви спомнав, признава верски заедници, односно милет систем, а не етнички народни заедници. Во почетокот на 19 век, под влијание на општествените промени во османската држава, социоекономските внатрешни движења, геополитичките стратегии на европските сили, како и либералните и националистичките идеи кои почнаа да навлегуваат на Балканот од запад кон крајот на 18 век, започнува процес на фрагментирање на милет системот. Така верскиот термин Рум милет кој потекнал од името на претходната државна формација Источна Римска империја и кој во османската држава се однесувал на целото православно христијанско население на Балканот под юрисдикција на Цариградската патриаршија, почнал да се менува и постепено да станува синоним за терминот Грк во смисла на етноним, независно дали тоа се работело за припадник на кралството на Грција, формирано 1830, или за православен христијанин под юрисдикција на Цариградската патриаршија, а во рамките на османската држава. Нешто подоцна благодарение на геополитиката и руското влијание во 1870 година, со султански фермен била создадена нова црковна институција за православните словенски христијани, бугарска екзархија. Впрочем, една деценија порано руската балканска политика, но и австриската, имале голем интерес словенското население во географскиот опфат на денешна Македонија и Бугарија да го именуваат како бугари, надоврзувајќи се на средновековната мистификација. Тие и особено царска Русија не само што го промовирала ова именување на политичката карта, туку и го издигнала на ниво на научна вистина, кој пак во османски рамки успешно било спроведувано од екзархијата. Антиципирањето на македонските особености не било определба ниту во османската државна политика, која дури и формирала нови територијални административни единици вилаети, за да го истисне името Македонија, ниту пак во политиките на европските сили, а во прв ред царска Русија, Австрското царство, односно Австро-Унгарија.
Османските власти пак во согласност со Милет системот, припадниците на екзархијата ги нарекувале бугар-милет или едноставно бугари. Односно, како такви фигурирале сите оние што биле опфатени во овој милет, независно од етничкото потекло македонско, српско, влашко, албанско. И во овој случај верската определба постепено добива значење на етноним. Благодарение на Милет системот, црковните институции, Цариградската патриаршија и бугарската екзархија имале право да го организираат и да го водат образовниот систем на православното христијанско население во османската држава, а знаете каква култура примате, треба после тие воспитаници да бара поклопување на културните граници со политичките граници. Во едно традиционално аграрно општество како што било османското, власта била заинтересирана пред се за земјопоседништвото, за собирањето на даноците за одржување на мир. Османската власт била дури сосема индиферентна спрема различните верски и култури со кои владеела. Наспроти тоа, нејзините потенцијални наследници по оружје, кралството Грција, кралството Србија, кнежеството Бугарија, не можеле да седат мирни додека не го наметнале националистичкиот принцип. Киус регион, еус лингва. Тие живееле, тие жеднееле по културните и лингвистичките души на османските поданици. Во споменатите политики Македонија фигурирала единствена како територијална варијабла, а македонската содржина, народност, јазик, култура била абстрахирана, што најдобро го потврдиле последиците од Балканските војни во 1912 и 13. Академик Блаже Конински потенцира дека бугарското влијание во Македонија се засилило особено по ослободувањето на Бугарија, односно 1878-та, но дека македонскиот народ не се асимилирал и навреме потоа ја започнал борбата за излез од лавиринтот на обштествената парализија. Тоа е термин на еден современик во тоа време, Тенко Попов. Ова недвусмислено укажува на фактот дека биле длабоки корењето на нашето национално движење и дека биле коренито различни интересите на македонскиот народ од интересите на бугарската буржуазија. Заради историската вистина, во еден мал сегмент го разработивме амбиентот во кој личноста на Гоце Делчев почнала културно, идејно, национално, политички и сестрано да се формира под влијанието на традицијата на организираната борба на неговиот роден крај, преродбенскиот Кукуш, под влијанието на Солунската гимназија и нејзината книжнина, како и од нејзините револуционерни кружоци, Софиската велеградска средина, Војната академија и секако под влијание на напредните идеи на науката, литературата, филозофијата, социјализмот. Од тука сосема разбирлива неговата изјава: "Јас го разбирам светот единствено како поле за културен напревар на народите", секогаш актуелна и поттикнувачка за индивидуално и општо зрење. Јас одека те запрам, а остатокот од текстот го има во зборникот. Благодарам.